Пред стартот на новата учебна година направивме една обиколка на сите основни училишта, па и на средното општинско училиште во Радовиш, и со оглед на тоа што имавме прилика да видиме дека директорите и заслужуваат и една јавна пофалба од моја страна, дека навистина се погрижиле да пред стартот на учебната година во целост ги подобрат условите за одвивање на воспитно-образовниот процес. Со оглед на тоа што е направено, што е преземено како активност во сите основни училишта, како и во средното училиште, можеме да кажеме дека општина Радовиш генерално во делот на образованието, во делот на условите за одвивање на воспитно-образовниот процес имаме, да не речам, идеални услови, кои што се разбира дека таа поддршка која што има и претходно и во наредниот период ќе треба да имат овие основни училишта за да го одржеме целиот овој процес, сите овие услови и да го надградуваме во иднина. Вие сами имавте прилика да видите дека се преземени сериозни активности, дел со поддршка од средствата од буџетот на општината, дел од сопствениот буџет на самите школи, а дел директорите со поддршка на одредени меѓународни фондации и донации успеале да обезбедат и дополнителни средства, се со цел да ја подобрат таа инфраструктура во образовниот систем. Навистина, значи, ние сме задоволни од она што е направено од основното училиште Никола Карев. Првата посета беше таму. Посветеноста на директорката направи да ние како општина инвестираме таму некаде над 1.200.000 денари за целосна реконструкција на фасадата во спортската сала и други недостатоци кои што ги имаше самата спортска сала во делот на оградување на самото училиште, односно дооградување. Во Подреш имавте прилика да видите дека со поддршка на средства од буџетот на локалната самоуправа инвестираме во целосна реконструкција на 2 училници. Договоривме и следна инвестиција во училиштето во Подреш, значи целосна реконструкција на фасадата како и на спортскиот терен во самото училиште. Во гимназијата имавте прилика да видите дека таму веќе се работи на санација на некои недостатоци во делот на зградата и таму инвестираме негде над 1.200.000 денари. Кога сме веќе кај основното училиште Орце Николов во Селуњево, како и во подрачните училишта, и тука се преземени сериозни активности од општината и од страна на директорот на самото основно училиште. Видовте дека се реконструират целосно спортските терени во самото училиште, која инвестиција е негде над 1.200.000 денари, а исто така целосна реконструкција на спортските терени ќе имаме и во селото Сулурци, односно во подрачното училиште во селото Сулурци, и таму инвестираме негде над 800.000 денари. Спомна и директорот дека паралелно на тоа се прави инвестиција во замена на столаријата и во уредување на фасадата, која што е обезбедена од страна на МЦМС во соработка со комбинатот Тутунски Сокотап, и таа инвестиција е негде над 3 милиони денари. Или ако ги собереме овие средства, само во основното училиште Орце Николов се инвестираат над 100.000 евра пред стартот на учебната година. Во овој контекст би сакал да ги спомнувам и дополнителните инвестиции кои што ги направивме како општина во делот на инфраструктурата за спорт и создавањето на услови за спорт генерално во повеќе училишта, освен во основното училиште Орце Николов. Имате прилика да видите дека во дворот на Никола Карев во соработка со Агенцијата за млади и спорт е направена инвестиција негде над 7 милиони денари во изградба на целосно ново мултифункционално игралиште, кое ќе биде во функција исто така на учениците, а и на сите граѓани од општина Радовиш. Тука е инвестицијата во дворот на основното училиште Крсте Петков Мисирков, која во соработка со Министерството за образование ја веќе финализираме, ја завршуваме, која беше еден од горливите проблеми за самото основно училиште, па и за учениците и родителите. Тоа е изградбата на салата, мултифункционалната сала во самото училиште, во склопот на самото училиште, и таа инвестиција е некаде над 20 милиони денари, и на крајот завршуваме со општинското средно училиште Коста Сусинов, и таму, значи, со наши средства целосно се уредени спортските терени, изграден е ново спортско мултифункционално игралиште, која инвестиција е негде над 10 милиони денари, и дополнителни средства одвоивме за реконструкција и санација на двата тренерини за кошарка и за фудбал. Исто така и тие целосно се реконструирани. Со еден збор, значи, доста средства
како општина, како влада, како министерства, еве пред стартот на учебната година се уложени во образованието во општина Радовиш. Во оваа прилика само можеме да го искажеме нашето задоволство и благодарноста на сите оние кои што помогнаа, значи да Радовиш има да не речам доста добри или современи услови за одвивање на овој воспитен процес. Тука мислам на Агенцијата за млади и спорт, на Министерството за образование, на владата на Република Македонија и на сите тие помагатели кои што еве да со нивните донации секако се добродојдени за нас како општина и за образовните институции, а секако и за учениците и за родителите.